Ова е приказна за еден сон. Велат дека соништата се одраз на човечките мечти, да се дофати невозможното. Колку жетта за животниот сон на секој човек му носи среќа, колку тага. Дали човекот ја осознал мудроста на живењето доколку успеал да го зграпчи макар за миг својот сон? Животот може да биде убав само така како што ти сакаш. Како што ти сакаш. Сега се што човек сака не може да постигне. Тоа е алюзија, али животот е огледало. Ако му се насмееш, ќе ти се насмее. Ако му се налутиш, ќе ти се налути. Колку животот му се насмевнал на човекот кого постарите скопјани го паметат како кловнот Кики. Постојат настани луѓе кои на своевиден начин одбележале еден период од животот на еден град, на една младост, на едно детство. Јован Ицмарев Ицмар, дел од историјата на Скопје во раните 50-ти години, кога градот, распослан на двата брега на Вардар, кој не броел повеќе од 200.000 жители, за прв пат во својата историја добил свој градски циркус. Градскиот циркус на Скопје во далечната 48-49 година, тука некаде, може би работеше една сезона или сезона и пол, беше лоциран во старата зоолошка градина и новата е на исто место. Тука некаде пред нас, речи, тој простор зафаќаше една кружна арена, како што има циркус. Беше една атракција за Скопје во тоа време. Беше еден гламур невиден. Иако беше мал провинцијски циркус, меѓутоа ги задоволуваше сите норми на еден циркус. Интересно е дека артистите, јас бев дете тука одевар мало, ние сите бевме тука секој ден во циркусот. Интересно е дека артистите беа голем дел од нив во Скопје. Јас се сеќавам на еден Владо од Водно, многу развиено убаво момче, доста солидно вежбаше на трапез. Кики беше од тука, Кики и Доди. Ние долго време Кики не знаевме дека се вика Иван Ицмарев, сите го викавме Кики, тоа беа една двојка кловнови изванредни, беа многу актуелни. Доди беше висок, а Кики беше понизок, по така облечен малку во по-широки панталони. И сите нивни скечеви, сите нивни настапи беа така темпирани да Доди, тој повисокиот, излезе посмешен. Кики беше тој помудриот.
Знаете, со ние панталони широки, па има кибрити големи, па има големи оние чевли што се отвараат, па бомбици, се нешто пука, се нешто паѓа, се трга столица. Инаку најголема можеби анекдота во светски размери, јас би рекол, директорот на циркусот Борис Атко, инаку шпански борец, веројатно и за тоа малку така похрабар, зеде овде, точно онде беше кафезот на лавовите, тој е најстариот кафез за лавовите, точно онде се гледа. Имаше две лавчиња, се родија за време окупација. И бугарите дури им дадоа имења, мислеа вечно ќе останат тука, така и лавовите да имаат име, бугарски имења имаа. И тие беа стари сигурно негде 5-6-7 години и тој Борис Атков со све памет ги изводи од кафезот, од зоошка, ниту трениран, ниту тој некогаш бил дресер, и ги стави во еден кафез, он е класичен, знаете, во циркусот тунел. Тие не знаеа ништо да прават, ниту да скокаат, ни зобрач, ниту да се местат на столчиња. Едноставно тој со еден камшик, со чизми, дресерски влегуваше и правеше илузија дека градскиот циркус на Скопје има и дресер. Инаку ние сите влегувавме под платно. Циркусот беше класичен, имаше она арена со струготина, со триње долу, околу се беше кружно направено и имаше табли фини, пишеше ГЦ, градски циркус, а се разбира горе шатор, овие за трапез носачите. Меѓутоа ние влегувавме под платно. А бидејќи тие чуварите беа момчиња од тука исто регрутирани, секој 5 минути не брка, ние повторно влегувавме. А партнерот на Ицмарев, на Кики, Доди Кочка беше чех, стар циркуски артист и имаше 3 ќерки, најстарата Едита вежбаше во циркусот и целата околина беше влюбена во неа и сите сакаа да станат циркуски артисти. Уште како ученик, јас како ученик бев меѓу првите по гимнастика во своето училиште. И тогај дојдоа учителите, моите бивши учители, сега може би покојни, не знам, Миле и Ѓорги Силаги, двајца браќа. И не викнава, отидовме да гледаме представа. Прва представа која гледавме, тоа беше во циркусот Силаги. И после тоа веќе како никогаш да не сум се двоел од таму. Цела ноќ не може да заспијам и утрента навечер пак отидов да го гледам циркусот. Така одеше се додека беа на гостување во Софија. И после тоа заминава и ние двајцата кренавме пешки, отидовме да ги гледаме пак ними. И после тоа веќе се одвоив од дома, се одвоивме и тргнавме со циркусот. Со полиција не вратила и пак по известно време пак ги стасавме. И така одеше додека стариот мој татко ми не крена раце, сине вика, оди само бери памет у глава. И толку беше и отидов со ними на пут. И јас бев во театро, во драмата. И тогај ми рекоа дека Атков сака да разговара со мене. И тогај прв пат се сретнав со Атков и се запознавме. И кога дојде момент да го формираме циркусо, тој мене ми вика вака. Јас ќе бркам, вика, сета техничка и финансиска работа, а уметничката работа ќе ја преземите вие. Јас
патувам од 34 година. Јас имам поминато цела Централна Европа и дел од Ориенту. И многу, само тогај како младо момче, тогај работев на трапез и во група РЕК, така наречен, вратило по наше, вратило, група од 8 души. И имам поминато многу, али да ви кажам, може би затоа што е последно и е најсвеже, клоунскиот живот е за мене нешто посебно. Од она што човек работи како елеганс во другите точки. Јас сум патувал сам, мојата фамилија била во Скопје, а јас сум бил во Љубљана. Сега можете да замислите како се осеќа човек кој оставил две деца така далеку од себе си и живее сам за да може да преживее. А живее 6 месеци за да може другите 6 месеци да ги преживее. И пак зимата ќе кини се на турнеја со некоја мала трупа, тек толку колку да извади, да може да покрие трошковете. Али сепак знаејќи дека тоа е тоа, дека ти си клоун, дека луѓето доаѓаат за да се насмеат, мораш да се потрудиш и да најдеш начин да ги насмееш. Само да не биде тоа некој многу лесен хумор во циркусот. Е најинтересно тоа да моментално инспирацијата дојде на време и во даден момент. Тога е најдобар виц, најдобар штос. Да. Јас се сеќавам, ние, знаете, цело Демар мало е врзано со работнички. Сите ние сме доживотни навивачи на работнички. Имаше еден прочен надпревар, работнички Вардар, 2-1. Јас се сеќавам Мулац Христовски, од ракав тој од гол му ја зема топката на Жмара, голманот на Вардар, и работнички победи со 2-1. И после, бидејќи Вардар беше фаворизиран тим, со административни мерки го поништија тој надпревар. Дури имаше пиеса во театар, прочуена пиеса 2-1. И Ицмарев, Ванчо, Кики, имаше една анекдота. Знаете, се шета клоуновски таа двојка со Доди. И одеднаш ќе се обрне на некој во публиката и ќе рече: ти си виновен. И се прашува зашто ти го поништи надпреварот 2:1. И тоа за нас беше празник. Аплаузу е едината награда, не е награда платата што ја зима човек. Едината награда е аплаузу. Денес големиот мајстор на смејата, клоунот Кики, миленик на скопјанчињата од 50-тите, во првиот и единствен градски циркус, 71-годишниот господин Јован Ицмарев, своите деноноќја ги минува во домот за стари лица во Злокуќани.
животот ме прегази. Животот ме прегази. И тоа што сум сакал или сакам и сега, свестен сум дека не можам да го постигнам. Но веднаш потоа, како пркос, како искра од тој вечен сон да се живее со сета страст во осознавањето на животот, Ицмарев ке рече: Животот е исто као арена, као циркуска арена. Дури едните се смеат, другиот е тажен. А во таа иста арена со напластени искуства и сознанија за вечната загадка наречена живот, во кој и покрај советите на постарите и помудрите, секој од нас мора, како по некоја судбинска клетва, до дно да го искуси и доброто и злото, чувствувам како до коска ме засекува вистината од зборовите на овој човек. Тоа е, ми поставивте многу тешко прашање. Љубовта е нешто посебно, во човечкиот живот. Човек сака да љуби и да биде љубен, а сето тоа не оди во склад. Не оди во склад. Кога човек сака, тога е најголема среќа. Затоа што тога и прави и своји планове во животот, вака ќе биде, инаку ќе биде, и сето тоа дава сасвим друг тон на животот. Најголема работа во животот е добриот пријател. За жал што денеска човек не може да го види, но го осеќа. Јас, например, од како сум овде, го осетив тоа. Ако некој имал пријатели, то јас сум имал пријатели. Али од сите тие остана само еден кој е редов. За мене животот останува живот едино само со луѓето. Да бидеш што поблиску до луѓето. И со ними тога е убав и ведар живот. Иначе нема убавина, нема сладост животот ако немаш добри пријатели. Средбата со старата Тајфа, по подолга пауза во бифето на Јоле, со Тале и Тодорче разбуди многу спомени. Домарка една, а највише... Добре дојде после толку време. Добре, најдо. А највише... Така. Биди здрав. Осутен ми беше толку, па да дојдеш по начинство. Биди можеш. Дајте, добар. Одлично. Ајде, добре дојдовте. Ајде, добре, Мои гости секојдневни мора да ве чувам. Ни го нема ли. Еве го пак ми се нацрта тука. Сакање, види. Сакање, поредко иде и што поредко иде, По сакање, така е, да. Тале, да ти кажам една работа се. Овој, кога дојде беше кај нас прво, после не знам како отиде во циркус, а јас многу мераклија бев да станам и јас палјачо. Но
Му завидував нему. Му завидував, викам, еј, мајката, и јас. Едно време сум мислев и јас додам од циркус. Викам, таму ќе направам кариера. А знаеш зашто? Да играм, нему да се смееш, глупи Августи. Глупи Августи. Ма тие се најпаметните. Се паметни работи зборуваат. И ова, он се фати во циркус, ова, го гледам, му завидував, да ти кажам. И сакав да го напуштам театарот, да идам во циркус. Мислев дека повеќе има публика во циркусот, па тогаш имаше циркуси со шатори. Шатор голем, публика гледаш тука. Се што правиш, сите те гледаат. Па, ова клоуновиве, глупиве Августи, кој ќе каже нешто или ќе направи нешто, цела публика се смее. Многу сакав да ја засмејувам публиката. И така, едно време, во театарот викам на постариве, они многу ме сака како најмлад. Викам, јас ќе си одам од театарот. Каде бе? Сакам да идам во циркус. Ајде бе, вика, лудли си во циркус. Вошке ќе те јадат, ќе патуваш секаде, не знам ова. Не ќе имаш време за ништо. Те еден тоа речи, друг речи. И се задржав, не отидов во циркус. Али ми остана мислата на него, бидејќи во циркусот беше појак од мене. Појак беше од мене. Го биваше многу за циркуски работи, се што правеше. А му завидувам. Сега не му завидувам, знаеш. Зашто? Еве ќе ти кажам зашто. Порано престана сега по кафани да оди од мене. А јас што не отиду во циркус, уште си одам по кафани. Театарот е поздрава работа, потебел. Потемелно. Се биде тие се две работи, вие таму у театар имате и суфлери, како ги викаат. Да, суфлери има. А овие немаат таму. Не, ним што ќе им текне. Што ќе им текне, па таму у циркус, знаеш што имаше коњи некој. Имаше. Се паметен кој ќе му речат напред со глава, кога ќе направи шегер, ќе му дадат. Да. А овој будаливо цел ден ќе ора и Нема шеќерче. И камши ќе јаде. не и слама ќе јаде. Не, значи има разлика тука измеѓу, а? Тоа да ти кажам. И не напушти оно театарот, отиде во циркус за малку и јас сака да одам. Тоа не сум го кажал нему. Сега го кажувам, прв пат. Седиме ние кај Јоле. Уствари Јоле уште не беше дојден. Чика Илија покојни го држеше клуб. И по едно време, ама собрани друштво на еден настал, околу 20. Илија Бадев, кој не, други, трети, сите собрани. А јас бев се вратил од Шведска тогаш и во колата ја имав и пижамата своја. И дојде, Рули дојде, почнавме муавет, а Рули го гледам, една кошула носи истата моја пижама. И викам, сега ќе биде смеење, моментално, ќе биде смеење. И викам, добро, седите за малце, викам, ја сега ќе дојдам. Друштво, како сум, големо друштво, можда 16-20 души. И излегувам надвор и од колата ја зимам пижамата и ја облекувам и слегувам доле. Кога ме видува, што се смеете, викам, ја и Рули од иста фирма носиме кошули. И не ја облече уште еднаш таа кошула. Уште еднаш не ја облече.
животот ме прегази. Животот ме прегази. И тоа што сум сакал или сакам и сега, свестен сум дека не можам да го постигнам. Нарочито сега во последно време паѓам во таква ситуација, но пак си викам не може, тоа е нешто што без кое се не може. Смртта е неминовна за секого, па и за мене. Еден ден ќе свестен сум дека ќе се разделам со сето ова, само ипак да остане убав спомен да јас и до сега сум се трудел да оставам добар спомен, али во сето тоа, ако го сумираме, на крајот би било само едно, да биде сето тоа убаво. Има ли нешто посилно што бие во дамарите на човекот од жетта да се одсонува сопствениот сон? Сон што значи себеизнаоѓање, себепотврдување. Кој или што има право да стави забрана на мечтите, на сонувањето? Ако животот, тој чудесен феномен, ти е подарен само еднаш, и ако знаеш дека само еднаш зачекоруваш во арената наречена живот, има ли поголема доблест од таа да го одсонуваш својот сон, посегнувајќи кон звездите? Представата заврши. La комедија е финито. Циркусот продолжува.